Еве, ние во меѓувреме си ја лоциравме нашата Ивана, која ќе ја вклучиме во живо пред крајот на ова наше денешно издание и ќе ни каже многу повеќе содржини за овој социјален ден кој ви го најавив. Иванче, добро утро и убав ден ти посакувам. Добро утро се до тебе, убава ден на сите гледачи. Среќна среда, ние ќе зборуваме за една убава работа која што се случува денеска низ Македонија, социјален ден, ден кога организацијата нели младите можат, средношколци кои што си имаат пријавено, тукму денеска својот образовен ден, односно образовниот процес го заменуваат со работа и тоа она дневница која што ќе ја добијат тие денеска ќе биде донирана. За каков ден поточно станува збор, што се прават денеска средношколците во неколку компании низ Републикава, ќе дознаеме од Никица Манџуковски, кој што е програмски координатор во Младите можат. Никица, ќе ти посакам добро и убаво утро. Што представува овој социјален ден кој што го имате така наречено денеска? Да, благодарам, добро утро до сите гледачи. Како што кажавте, денеска на територија на целата држава се случува едно многу убаво искуство за сите средношколци, за сите млади луѓе кои што успеваат еден ден на училиште да го заменат со работа. Social Day е, би кажале, иницијатива која што веќе на светско ниво постои повеќе од 60 години. За прв пат во нашата држава се спроведува во 2021 година, веќе 4 години подоцна, сме во многу поголем број, со многу поголем број на компании, со многу поголема мисија, нели, да има возможност на поголем број на средношколци да искусат нешто поразлично од училишните клуби. Идејата позади Social Day е да се спојат компаниите и средношколците, односно се направи еден механизам на соработка помеѓу компаниите и средношколците, на тој начин да се потикнат компаниите да бидат општествено одговорни, од друга страна на младите им се даде можност нели да искусат нешто ново и на крај како крајен производ да кажеме со тоа се тие младински иницијативи кои што прават одредени локални промени. Така, како можат да се бидат дел од овој социјален ден, како се пријавуваат средношколците, на кој начин се избираат оние кои што ќе отидат денеска и ќе бидат нели и општествено одговорни, но ќе бидат и хумани? Да, подготовките за овој ден почнуваат многу порано, може да кажеме пола година пред да се случи самиот ден, така да сме во постојна комуникација со компаниите, првенствено ги бираме компаниите, односно пуштаме јавен повик до сите компании во сите региони во кои што работиме, од година во година нели е различна заинтересираноста. Сега компаниите се пријавуваат, даваат одредени позиции, ние кога ќе ги собереме сите позиции, кога ќе знаеме нели кој е точниот број на средношколци кои што може да се пријават во рамки на овој проект, на оваа иницијатива, тогаш пристапуваме до средните училишта, таму нели ги објавуваме сите позиции, колкав број ни се потребни, бидејќи нели од сите компании различно во која дејност се бараат да има од стручните, економски, од техничките, можеби медицина, некои си бараат нели тие што се гимназиско, така да од различните потреби на компаниите пристапуваме до средните училишта и на тој начин всушност се бираат средношколците. Секој некој што е заинтересиран, кој сака да искуси нешто ново или можеби сака на друг начин да доживее професијата која што си ја замислува и за која што сака понатаму да работи, има можност да се пријави. Така, како им поминува социјалниот ден на средношколците? Што потоа, дали можеби им се отвараат амбиции, нови хоризонти, сака да работат таа професија или пак можеби некои кои што ја посакувале професијата сваќаат дека тоа не е нешто за нив? Да, искуствата се различни, морам да признам, од година во година се менуваат, како што спомена и ти, има млади кои што се одат со многу голема желба за одредена позиција, на која ќе сватат можеби дека не е тоа што го замислувале тие, дека на тоа што го работат сосема опинокот, некако можеби и од една страна се разочарани во тој момент, но е многу подобро кога гледаме во иднина, бидејќи тие успеале да разберат каква е професијата што сакаат нели да работат, дека можеби тоа не е за нив. Од друга страна има млади кои што викаат да, тоа е за мене, ова е тоа што го замислував, ја сакам ова да го работам и потоа продолжува нели понатаму да работи во таа
во таа област. Имаме искуство на пример од првиот social day кога беа средношколци 3-4 година кои што веќе во моментов оваа 2024 година се на факултет и на пример тоа што го работеле за време на social day навистина во моментов тоа и го студираат и сакаат да биде нивната професија бидејќи на некој начин искуството што го добиле од social day го зацврстила нивната желба тоа да го учат и понатаму да го работат. Така да искуствата се многу различни. Има и млади кои што викаат па не знам, јас ова не сум го замислувал на овој начин, можеби не сакам ова да го работам, ама ајде да го пробам. И одат на social day, го пробуваат, нели, така кажано, нели, добиваат искуство во работата, и во професијата, и потоа викаат, па ова е тоа можеби што навистина го сакам понатаму да го работам. Така да искуствата се различни. Ние гледаме со компаниите младите да бидат на одредена позиција, зависно нели од денесот на компанијата, но од друга страна пристапуваме со компаниите и им кажуваме во ред. Малите се на таа позиција, но доколку може некако целата дејност и работа на компанијата да ја видат и да поминат низ сите сектори, бидејќи сметаме дека тоа на некој начин можеби е добро и за младите и само на тој начин ќе можат да видат како е во пракса нешто што можеби го виделе на телевизија, на YouTube, го прочитале некаде, така да пак е повторам искуствата се различни, но во најголем дел се позитивни. Да, се работи за матуранти, за ученици кои што се во 4-та година завршна или пак може и од помалите години, односно од понижите класови да бидат дел од овој ден? Да, не е тоа поврзано дека мора да бидат 4-та година, значи имаме средношколци од 1-та до 4-та година, сега нели во зависност од некои компании можеби бараат да има полнолетни, па така земаме од поголемите класови, во други компании нема посебни барања и има можностите средношколци да се приклучат. Да, и оно што е исто така многу важно, дека оно што ќе го добијат како бенефит, како награда, како дневница или за одработеното средношколците, потоа таа дневница оди во хуманитарни цели. Да, тоа е другата страна на прикладата, нели не завршува се со овој ден, по завршетокот на овој ден доаѓа тој момент кој што за сите нас е многу возбудлив, нели да поддржиме младински иницијатива од фондот кој што е формиран од Social Day. Минатата година можеме да се пофалиме со фонд од 265.000 денари, кој што го собра младите во соработка со компаниите за време на Social Day. Сега ќе видиме оваа година колкав ќе биде фондот, целиме кон тоа секоја година да го надменуваме и тоа ни успеа, бидејќи на пример првата година имавме фонд од 60.000 денари, а минатата година 265.000 денари, така да нели и во зависност од фондот иницијативите кои се поддржуваат се различни. Минатата година од фондот успеавме да опремиме една просторија во рамки на групните домови што се за деца со одземено родителско право. Претходните години тоа беа различни иницијативи на локално ниво, имаше и во Велес иницијативи и тука во Скопје, така да се менуваат нели иницијативите, но да, оваа година ќе видиме што е најпотребно за младите, бидејќи гледаме фондот, бидејќи нели доаѓа од младите, тие го формираат со нивното работење, гледаме од таму да произледи потребата каде ќе ги насочиме парите. Најчесто тоа е дали е преку јавен повик или преку некоја консултација со младите, но во секој случај не оставаме тоа само ние како организација нели да одлучиме. Да, секако многу убава иницијатива. Се надевам дека се ќе расте во иднина и дека и фондот ќе се зголемува со тоа што ќе се зголемува и капацитетот на компаниите кои што сакаат да се приклучат, но и на средношколците кои што сакаат да искусат за време на средношколските денови и се уште додека се во оној задолжителен образовен процес да видат што значи да се работи, но и како се заработува. Така е. Да, многу е важно тоа, бидејќи за жал можеби нашиот образовен систем не е толку насочен кон тоа практично да ги осознаат работите средношколците. Сега кога не може преку формалното образование, ние што сме дел од неформалното образование да им помогнеме на младите на некој начин да добијат практични вештини за тоа што постојано секојдневно го читаат во книгите. Да, гледаме дека нели имаме позитивен фидбек од компаниите и од младите и самите резултати покажуваат дека од година во година расте бројот на заинтересирани средношколци, заинтересирани компании, така да неофицијално се уште се пребројуваме нели во однос на бројките на компании и средношколци, но можеме да кажеме неофицијално дека оваа година имаме околу 60 компании, околу 260
средношколци наспроти миналата година каде што имавме 30 компании и 195 средношколци. Така да се зголемуваат бројките, тоа ни е навистина драго и драго ни е дека компаниите веќе знаат дека постои некоја ваква иницијатива и ако првата година ние требаше да имаме од компанија до компанија, нели да представуваме ова го правиме, ова идејата, нели кои се придобивките од овој проект, сега компаниите ни пристапуваат, имаме компании со кои што веќе 4 години активно соработуваме и секоја година нели знаат кога се случува Social Day и автоматски даваат позиции. Е многу добро што голем дел од компаниите даваат многу повеќе позиции, значи не е тоа една или две, најчесто се над 5 позиции. Тоа е добро бидејќи нели особено во индустрии како што се IT, графички дизајн, маркетинг има многу голема заинтересираност и е многу себично можеби да кажам ако само еден нели средношколец треба да оди, затоа е многу позитивно што компаниите даваат повеќе позиции во тие да кажеме сектори каде што се знае дека има поголема заинтересираност и овозможуваме на поголем број на млади да нели да искусат нешто што навистина го сакаат. Да, поздрав уште еднаш, секоја чест за иницијативата. Никица, ти благодарам за одвоеното време. Секако ќе ги поздравиме и сите средношколци кои што денеска учествуваат во Social Day или во ден или во социјалниот ден, каде што секако оно што ќе го изработат денеска, односно наградата која што ќе добијат, ќе биде наменета кон хуманитарни цели. Поздрав секако и до сите компании кои што се охрабруваат, нели пристапуваат кон ова иницијатива и ги примаат нели средношколците да видат пред се нели како е да се работи, како изгледа еден работен ден во компанија. Сузе, ние ќе ве поздравиме од овде, доколку немате прашања, секако останете понатаму со Алфа телевизија. Многу и на поздравот, благодарност до сите оние кои се вклучуваат со активности на овој социјален ден. Честитам за ентузијазмот, честитам за енергијата вложена во оваа благородна и хумана мисија и посакувам навистина да се соберат средства кои некому ќе му направат добро дело.